Пензискиот систем треба да претрпи сериозни реформи со комбинација на постепен пораст на придонесите и постепено зголемување на старосната граница за финансиски да се консолидира во следните 5 до 10 години, да се преполови дефицитот во фондот на ПИОМ и да се намалат трансферите од централниот буџет. Во спротивно, неодржливоста на пензискиот систем постојано ќе се зголемува, сметаат од Институтот за економски истражувања Finance Think. Благица Петрески од Институтот вели дека биле правени 3 симулации на сценарија, од кои како најповолно се покажало она кое предвидува товарот од реформата да биде споделен помеѓу генерации, преку комбинирани мерки од пораст на стапката на придонеси и границата за пензионирање. Според анализата на институтот, првите ефекти од реформата би се почувствувале веднаш, а по 5 години заштедите би се движеле околу 90 милиони евра годишно. Во изминатата една година направивме еден модел кој што е иновативен модел, кој што е еднаков на оние високо развиени земји и го нарековме МК-Пенс, кој што може да се пофалиме дека е сопственост на Македонија во моментот овој динамички микросимулацијски модел. Ефектите од симулираните сценарија покажале дека предложените реформи може значајно да го намалат дефицитот во фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија. Фискалните заштеди од реформите се движат од 10 до 193 милиони евра на годишна основа до 5 години и до 403 милиони евра до 20 години. Дефицитот во пензискиот систем во Македонија има тренд на раст и во 2016 година достигна 26,6 милијарди денари или 43% од вкупните приходи на фондот.